Почитувани, триото Зоран Заев, Ден Дончев и Венко Филипче го уништуваа здравството. Тешко е да се наброи што се направи ова трио изминативе неколку години. Прекинаа готов проект за клинички центар Мајка Тереза со обезбедени пари од Развојна Европска банка. Ги оставија пациентите во руинирани згради да се лечат следните 10 години. Го пропаднаа концептот јавно-приватно партнерство за детската кардиохирургија, спроведоа и платија бескорисни физибилити студии без некои посебни заклучоци. Поминаа десетина дена откако Заев и Филипче најавија дека планираат до крај на годинава да стартува изградба на новиот клинички центар. На повидок е не само скандал, туку можеби најголемиот грабеж од времето на независна Македонија заедно со овој што денеска го слушаме. Пари обезбедени и позајмени од комерцијални банки, кои се грижат само за профит, а истите ќе ги враќаат граѓаните. Со ова Македонија се фрла во поопасно должничко сценарио, а граѓаните и понатаму ќе осиромашуваат и нема да добиваат соодветна здравствена услуга. Триото Заев, Филипче, Дончев, осиромашените граѓани ќе ги остават наредните 10 години да се лекуваат во руинирани болници на клиничкиот центар Мајка Тереза. Ова стана јасно особено по објавувањето на јавниот повик за конкурентен диалог за нов клинички центар. Тендерот има два елементи, цена и квалитет, и онака едноставно се вели дека 30 бодови ќе се добијат од цената, а 70 бодови ќе се добијат од квалитетот. Дополнително, во годишниот план на Министерството за здравство таква набавка нема. Измислиле сооднос цена квалитет 30-70, а како и вообичаено Филипче не дава одговор зошто. Почитувани, од тука треба да се каже дека Заев и Филипче се должни да дадат повеќе одговори. Прво, во какви услови и како ќе се лекуваат граѓаните во наредните 10 години. Второ, треба да им кажат на граѓаните од Драчево, Студеничани, Зелениково и Сопиште дали ќе одат на лекар во Велес или во Скопје. Трето, зошто се зема кредит од комерцијална банка, која што комерцијална банка ја интересира само профит, а не се земе кредит од Развојна Европска банка. Четврто, колкава ќе биде каматата од позајмените половина милијарди евра. Пето, кој ќе го контролира спроведувањето на моделот клучна рака? Има ли Министерството капацитет за контрола на фирмата која што ќе гради по овој модел? Шесто, кој ќе одлучува што е квалитет и по кои критериуми ќе биде дефиниран квалитетот? Седмо, дали ќе има тендерско надавање или повторно само една фирма ќе биде најдобра? Мора да се стави крај на расипничкото однесување на триото Заев, Филипче, Дончев. Филипче како доктор мора да се спротистави и не смее да дозволи на ваков начин да се гради новиот клинички центар. Капиталниот проект за јавното приватно партнерство за детска кардиохирургија се распаѓа, нека не дозволува иста судбина да има и новиот клинички центар. Во спротивно потребно е да се замине исто како што потребно е да се замине и Зоран Заев, за да граѓаните не ја плаќаат повеќе цената на криминалите на ова власт. Сите инволвирани во овој криминален план ќе одговараат во моментот кога правдата ќе биде еднаква за секој поединец. Ви благодарам на вниманието.